Така е, колеги, која е итната помош за велосипедистите, односно така наречената итна помош? Утро во новаа тема разговараме со тренерот по велосипедизам и сертифицираниот сервисер од Светската велосипедска федерација Љубиша Кондев. Љубиша, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро. За почеток, пред да тргнеме со возење, кои се основните проверки што секој велосипедист треба да ги направи за да има безбеден пат? Па најосновната проверка е да се проверат гумите дали се доволно напумпани, за да може безбедно да се совладува патот кој се проаѓа, да се проверат сопирачките, да се стиснат дали се во соодветно затегнати и да се види дали брзините на задниот предниот менувач зависно од велосипедот се ставени во правата позиција. Колку често треба да се сервисира велосипедот и кои делови најчесто се расипуваат или трошат при негова употреба? Па, велосипедот реално треба да се одржува почесто од автомобил, затоа што тој е изложен на атмосферски влијанија. Автомобилот целосно е заштитен, а велосипедот ги нема тие сензори за јавување дали нешто има проблем или некој дефект. Најчесто што се расипува се гумите, тие се во зависност од теренот, зависно од временските услови, може да се случнат дрвата во есен паѓаат боцки, да се случнат дупнување на гумите. Најчесто се троши ланецот кој што треба да се смени на одредена километража, сопирачките, пакните на сопирачките кои што се трошат во одреден период на возењето и тоа е една основа која што треба секогаш да се провери. Во таа насока и моето следно прашање, што да направиме кога ќе ни се расипе синџерот, ќе ни се дупне гума, особено кога сме на пат? Што е итната помош за велосипедистите? Па, итната помош е некои од велосипедистите се носат со себе резервна гума, лепенки, основен налад за промена на гума. Ако падне ланецот, треба да се види во која позиција е паднат, дали може да се намести на лице место. Доколку тоа не може да се направи, треба да се оди во некој најблизок сервис да се побара помош или она наше старо правило повикај пријател. Така. И за крај на нашиот разговор, тука на кејот на реката Вардар, во моментов гледаме бројни велосипедисти, но и луѓе што возат тротинети. Кои се вашите совети? Дали треба да се носи кацига? Како да се заштитат за да нема несреќи во овој велосипедски сообраќај? Па, кацигата е едно задолжително средство за безбедност, за лична безбедност. Таа не служи само за заштита од пат или удар, него во летните услови служи и за заштита од сонце, затоа што таа сепак има нека одредена вентилација која што повеќе помага во тој временски период. Во летните периоди е топло, луѓето треба да пијат некои течности кои што се содржат изотонични напитоци за да може да го надокнадат тоа што го потрошиле за топлите временски услови. Љубиша, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам на поканата. На тема велосипедизам, како да си помогнеме кога ќе ни се дупне гумата при возење или пак кога ќе ни падне синџерот, утрово разговаравме со Љубиша Кондев.